Марко овде, гајс, ве поздравам заедно со непријатност од која најмногу се плашиш да не ти случи во програма. Ситуација пред 15-16 години кога првпат во македонска телевизија бутнав 90 метарска елка врз танцувачко студио Еурека. Што е пресудна за успешна емисија? Да ги избереш добрите профили на луѓе што мислам дека се доста начитани во поглед не само на литература, туку начитани во поглед на културошки шокови што ќе ги доживеат патувајки. Светска метропола во која би сакал да живееш. Холандија, ајде Амстердам да речеме. Која е омилена песна од 90-тите? Сте прашале радиски човек, тешко е да се одговори нова, меѓутоа знам дека растер со музиката, дискографијата на Майкл Джексон, на Пола Абдул, Straight Up, и да таа песна ми дојде во моментов, не знам, Mid Love, не знам, многу музика. Што гледаше последно на телевизија? Planet Earth, Friends. Каков беше во средно училиште? Не бев кроток сигурно, амбивалент. Не си ни екстроверт, ниту пак си интроверт. Кажи една работа што никогаш не си ја направил, а си сакал. Вистински да бидам туристички водич. Да си општествено одговорен значи емпатичен, толерантен, сочувствителен, позитивни вибрации и љубов да делиш. Скопје од твоја имагинација е зеленило како што во овој момент имаме со светскава пандемија, меѓутоа да се претвори или транзитира во вистински велоград. Во Скопје најчесто ме нервира бучавата од моторите и ме нервира тоа што апсолутно гледам бездомни животни и бездомни луѓе. Би сакал што поголема емпатија кај секој од нас. Филм кој најмногу ме трогнал емотивно. Rust and Bone, Мерион Котилјард глуми во овој филм, или Ргеј Коски, ви го препорачувам. Лоша навика која сум успел да ја победам, грицкањето ногти.